Ниту најаналитичните прогнозери кога било би се обложиле, ниту најпродуховените гатачи некогаш би предвиделе дека неверојатното би било можно. Некој ќе бидат и пострек някој Груевски овратиме назад, ама знам оти малку тешко ќе е тоа. Ова навидум несолена шега се враќа како шербет вистина. Па дури и како со времеплов, реанимирана преку истиот автор, истиот медиум, додуша со прецизна и внимателна корекција во името. Неточно се толкувањата на Зоран Заев и дел од медиумите. Реагираше авторот на статијата на германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung, Христијан Мицкоски во изјава за Frankfurter Allgemeine Zeitung кажа дека поранешниот премиер, поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски Frankfurter Allgemeine Zeitung работел за уставните измени заедно со СДСМ. Предизвиканото политичко цунами ги остави без зборови дури и тие што се редат во низата логореични. Никој не може докрај да ја разбере равенката со толку многу непознати, а камоли да се соочи со една таква неверојатна папазјанија. Кога некој би ме прашал пред година дена, не повеќе од тоа, дека е возможно ние на емисија да логицираме за две големи коалиции, една Заев Мицковски, втора Ковачевски, Ахмети и Никола Груевски, и да разговараме и дебатираме сериозно на тоа. Чиј план бил подобар? Чиј план бил подобар и кој ќе излезе победник од таа борба на коалициите, би му се насмеал и рекол дека тоа се разбира невозможно, но и еве тука сме. А кога сме веќе таму, исклучително интересно е да се следи наративот кој го користат најголемите апологети на претходниот, а сега просветлени следбеници на новиот лидер, кои конечно се свестиле и разбрале од каде доаѓа сето зло. Главен виновник за менување на името, влегувањето наше во НАТО, сега злопатењава со бугарскиот диктат и така натаму е Никола Груевски со повлекувањето од функцијата. Таа работа мора да се расчисти. Со Никола Груевски мора да се расчисти апсолутно. Оние пак со кои до неодамна беа истомисленици остануваат конзистентни, па дури одат и чекор натаму и крстејќи се на својата икона. Живеат во очекување на расплет со кој таа повторно би била ставена на македонскиот политички олтар. Наспроти неговата теза дека се работело за Македонија, не му верувам јас на тој човек дека мислел на Македонија, туку мислам дека се работи само за неговата кожинка и за неговото партиско столче, бидејќи ќе биде, ако Груевски евентуално се врати во Македонија, Мицковски би бил небитен као семафор од Шаир. И на крајот, за неочекуваниот политички сенс од најголемиот политички аналфабет. Се добива благ впечаток дека СДСМ се става на страна на Груевски, или така ми се чини, ова го прашува Софија Куновска. Меѓутоа, она скупско крило за кое што знаеме сите и владе во СДСМ, кога некако... СДСМ ќе го мисли доброто на ВМРО-ДПМН, не ви се молам, сем диде да го разбери. Од кога ВМРО ќе го мисли доброто на СДСМ, сем диде да го нападне и да го раствори. Проблемот на Македонија е тоа што сите партии баш така мислат само на растурање, а никому не му паѓа на памет нешто конечно и да изгради. Па во неа да се вратат, ама тие што не заслужиле ни да си замени.